Здраво на сите! Добродојавте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Наталија Теодосиева, независна актерка. Добре дојде, Наталија. Здраво. Добре дојде во интернет просторот. По не знам кој пат. Да, во изминатиот период само вака можеме да се среќаваме, за жал. Ти благодарам на почетокот што ја прифати поканата да бидеш дел од овој серијал и да ги споделиш своите доживувања, ставови, размислувања за театарот во време на пандемија. Фала ти тебе што се сети на мене и што мислиш дека треба да бидам дел од ова. На почетокот, за да го започнеме овој разговор, би те прашала што значи да се биде театарски актер, со оглед на тоа дека си филмски, на почетокот да го поставиме во контекст на целава тема, што значи да се биде театарски актер во време на пандемија? Како го доживеа прекинот на работа на театрите и како ти минаа првите полициски часови? Тоа е нешто што секојдневно го размислувам, што можеби не треба да се преоптоварувам со тоа прашање, но бидејќи сум актерка, морам да си го поставувам тоа прашање, речиси секојдневно од самиот почеток на полицискиот час, пандемијата, па и до ден денес од како работите се малку полабави. И тоа размислував дека на многу луѓе и многу мои колеги, кога разговараме на оваа тема, некако доаѓаме до заклучок дека е многу лошо и тешко време да се биде театарџија. Сега, затоа што некако сите идеи кои ги имаш додека си дома во полициски час, секој креативен набој кој ти се раѓа, ние, барем ете од себе тргам, почнувам да го реализирам на некој начин, но некако резултатот не е таков како што си очекувал, затоа што сепак ти треба публиката, сцената и сето она што го прави театарот, театар, односно она жива материја, она случување во живо, односот и релацијата публика-актер и таа размена на енергија. Меѓутоа, после некое време размислување повторно на оваа тема, пошто не сакам така лесно да се предадам и да кажам дека да се биде театарски актер во ова време е као најлошото нешто што може да ти се случи како актер, меѓутоа буди некои други скриени не таленти, ама некои како да кажам вештини што си ги имал. Можеш да се снајдеш подобро веројатно во сајбер просторот. Не знам, да снимиш некој видео перформанс, да прочиташ некоја поезија и така натаму, затоа што ти не се откажуваш од тоа дека ти сакаш да настапуваш. И по тоа сватив дека можеби е подобро да ја имам желбата да креирам и да настапувам, но и не мора да се случи реализацијата, затоа што самиот процес на тоа барање, што јас можам да направам во време на пандемија, додека мојата природа бара да се работи, да се креира, е уствари битен процесот. И затоа некако се подсмирив последниве месец дена дека и не мора да имам некој резултат или публиката секогаш да го види тоа што ја дома го имам некаде скриено направено. Мене ми е некако благодарна сум на процесот, затоа што не знам дали ќе ми се случи во животот некогаш пак ова е уникатно време кое дефинитивно мора да се искористи на некаков начин. Како ти минаа првите полициски часови? Како ми поминаа полициските часови? Вака, на почетокот морам да бидам искрена. За среќа и многу сум благодарна на тој период. Имав многу работа, и работев, и театар работев, и филм, имав представи. Јас сум независна актерка, фриленсерка, која нема чест репертоар во еден театар. И баш последните неколку месеци ми се случи да имам во повеќе театри представи на репертоари, тоа беше цело возбудливо, ја бев као еве го се случува, тука представа, ваму представа, чат-пат кидам на некое снимање. И бев малце уморна, не уморна како истоштена, него можеби психички бев малце заморена и можеби не бев доволно креативна. И кога најавија дека ќе не затвараат дома потајно, дури ми беше непријатно да си го признам тоа, дека мене ми се допаѓаше тоа. Затоа што немаше друг начин како јас да се укотвам во едно место и да немав работа, јас пак ќе бев надвор, ќе бев со
300 пријатели што ги имам, ќе бев на 300 места во исто време, може ќе идев ваму, по планини, по плажи, ќе идев у сите кафичи, у кина, театар, пак немаше да се осврнам кон себе и да се прашам себе си, дај малце да пораснеме. И морам да признам дека ми одговараше, бев возбудена затоа што некако ми се предизвик работи кои се некако неочекувани, не секојдневни, ама беше доста не секојдневно, особено за мене. Затоа што сум човек кој сака нон-стоп да е надвор. И така направив така како една агенда своја, дека ја сега треба многу да читам, многу да гледам филмови, многу да се посветам на себе, многу да вежбам, да готвам затоа што тоа е најслабата страна кај мене. И така натаму и тоа некако почна така, па имав мали падови, мали успеси, кризи, ќе биде, нема да биде. Така открив една страна од мене која сака да седи дома и која многу сака да се задлабочува во своите мисли, ама сепак не беше тоа толку окей да трае толку долго време, затоа што и тоа е некој начин на, не знам, премногу се впушташ во работите и почнуваат да те обземаат. Генерално бев окей. Јас имав проблем после полициските часови кога сите ги пуштија, а ја повторно останав некако тука затоа што луѓе тргнаа на работа, почнаа да се случуваат работи, мене не ми се случуваат работи, театрите не се отворени, разбрав дека кладилници отворија, разбрав дека теретани се отворија, библиотеките, тргнав во библиотека да земам книги, ми рекол девојче не знаеме кога ќе отвориме библиотеката и многу ме погоди тоа. Заради тогаш почна мојата голема криза затоа што сватив дека во државата каде што живеам, работата која работам, никој како да не го интересира, како да не тоа што јас сум мислела дека треба да биде и ние како колектив, како театарџи или уметници мислиме дека тоа е толку важно. А да не се зафркаваме, стварно е важно културата во една држава и за една нација. И кога го сватив тоа дека теретаните и кладилниците се отворени кај што луѓе, еве конкретно за теретана се потат, фаќаат исти исправи, значи дишат овде, тоа е мал простор, сепак театарот е поголем простор, е дозволено да функционира, а театрите не. Од друга страна, цело време викав, можеби е правилно, ние сме актери, имаме секојдневен контакт со колегите на сцена, некој се бацува, се држи за рака, се гушка и така натаму. Меѓутоа за се се наоѓа начин. И тоа беше некако првиот удар кога сватив дека ова ќе трае за нас, театарџиите. Зашто филмаџиите веќе почнаа да снимаат, што е супер. Им завидувам на работи. Али да. Кажи, пошто јас нема да престанам да зборам. Ако слободно. Сакав да поврзаме со тоа дека всушност во изминатиот период, на почетокот кога се случи целата вонредна состојба поради пандемијата, вие со импров групата настапивте во Македонскиот културен центар на сцената и ние можевме да ве гледаме при тоа преку нашите екрани, нели дома во удобноста на нашите каучи, додека вие настапувавте целосно сами, без публика, на сцената на Македонскиот културен центар во Кино Фросина. Како е чувството да се настапува без публика? Особено концепт како што е настап, импров групата настап, каде што 80% од фидбекот од публиката тебе многу ти значи и ти дава, како да кажам, и влијае на целиот развој на действието. Да. Беше интересно и чудно затоа што прво сакавме да го стримаме целиот тој настан, затоа што сепак сакавме да имаме некаков контакт со публиката, со гледачите. Меѓутоа испадна дека не може да се случи тоа и во ред отидовме на варијантата да се снимаме и да се измонтира видеото и да го пратиме во етер. Кога стигнавме во Кино Фросина, имаше само 2-3 камери и ние, каде што треба да импровизираме, каде што е многу важен фидбекот од публиката и најнаш се соочевме со штама. И беше тишина. И дури мислам дека луѓето кои беа зад камерите екстра повеќе се смееја за да дополнат некоја празнина што се случуваше таму. Беше чудно. Меѓутоа јас секогаш се трудам да не го гледам тоа како пречка, него како некој дополнителен, како да кажам, допринос
за играта, но сепак не беше така. Сепак многу фалеше публика. Беше како глуво, како некој, како не знам, како во некоја бела просторија да сте и цело време вие вадите нешто од вас, емоциите ви искачаат, секоја ваша мисла излегува тука и апсолутно нема никаков нема никаков фидбек и некако духот не е толку моќен како што знае да биде кога има публика. Знаеш, кога си дома и сам кога си вежбаш пред настап. Да, впрочем, јас знам, запознаена сум дека и вие многу често на вашите проби викате постојано луѓе со кои што ќе ги градите тие мини импровизации за подоцна пред големата публика. Така што претпоставувам дека е тоа доста стресен момент да се настапува. Беше смешно, затоа што не е тоа што треба да биде. И веројатно и самите гледачи кога гледале од другата страна на компјутер, знаеш, им фали таа некоја спонтаност и некоја живост за да вистински се долови целиот тој настап и целата етида, сцена, што и да се случува во моментот. Исто во почетокот од вонредната ситуација, мислам и предходно, пред пандемијата, вие започнавте процес Иднината е приватна во режија на Милош Антоновски, а во продукција на Сдруженијето за афирмација на театарска уметност Пресвет. Како изгледаше тој премин од работа во театарски простор во работа во интернет простор? Како продолжија да се одвиваат пробите и малку повеќе за отворената проба пред публика која што ја одржавте на една ваква платформа, всушност и истава платформа Zoom? Ние почнавме со подготовки на представата Иднината е приватна и нормално, регуларно си одевме на проби, читачки проби и веќе скоро стигнавме до процесот мизансцен, односно да преминеме во простор и да ја креираме таму представата и тогаш се случи пандемијата, полициските часови и моравме дома да го направиме тоа. Затоа што беше неизвестно, односно не знаевме дека тоа ќе трае до ден денес, дека ќе бидат затворени театрите и дека нема да може да се организираат настани на затворено. И многу некако логично и сите со големо согласување бевме за дека треба да се случи тоа во сајбер просторот. И на врска првата проба беше во ред, втората проба беше во ред. Интересно е дека не мораш да се спремаш за да идеш на проба, не трошиш пари за такси или автобус, на време стигаш на проба. Некако од тој аспект беше многу интересно затоа што сите се на проба, немаш некој оправдание, пошто реално и немаш што да правиш, а и сите едва и чекавме да дојде тој час, 2, 3, за да имаме проба, затоа што цело време си дома, истите работи ти се случуваат цело време, ти се случува некој луп. И пробата буквално на сите кои сме во процесот ни беше како еден издувен вентил. И дури тоа се приметуваше кој во која фаза е во карантинот. Многу пати јас, пошто си дома, знаеш, ти не го менуваш просторот, тоа многу значи кога ќе смениш простор и кога ќе отидеш на друго место, значи мислите ти се растеретуваат, старата енергија ја оставаш зад себе, доаѓаш овде, но ова цело време све се случува во истиот простор. Домашните обврски и професионалните обврски се дешаваат на таа маса, на тој тросет, цело време. И прво беше интересно затоа што некако си влагавме сите во домовите, си влагавме секој на секого во мудот. Подоцна почна да се чувствува тоа дека некој не е во ред, што е сосема во ред да не си во ред во тоа време. И почнавме со проби, имаше многу креативни работи затоа што зборувавме за тековните случувања и тоа допринесуваше за развивање на текстот, за развивање на самата представа. Нашите ставови се менуваа, што беше одлично, затоа што сепак тој процес траеше малце подолго отколку вообичаено. И се сменија работи во текстот, во нарацијата и така натаму. Меѓутоа дојдовме до една точка каде што веќе не можевме. Значи се боревме со тоа дека ќе бидеме, еве сега ние све ќе направиме овде пред компјутер и кога ќе се смени времето, кога ќе се врати се во нормала, само ние ќе си отидеме на сцена, неколку проби ќе го скоцкаме, тоа ќе завршиме.
не беше така, затоа што почна само да се чувствува онаа потреба за мизансцен, да станеш, да одиграш, да имаш контакт со партнерот. Едноставно веќе си дојден до таа фаза каде што на друг начин треба да го изразуваш цело тоа. И затоа моравме да го стопираме, затоа што се плашевме дека ќе влеземе цело време во некој луп, затоа што работите почнаа малку да застаруваат, истите муабети да се вртат. И затоа беше најпаметно да се прекине тој процес, онлайн процес, и да се чекаат подобрите времиња кога ќе дојдат да се вратиме назад во простор. Многу верувавме дека ќе можеме до крај да го направиме, да ги направиме пробите онлайн, меѓутоа многу ни фалеше мизансцена. Кои се твоите доживувања и размислувања за од онлайн прикажување на веќе одиграни театарски представи во живо? Предпоставувам дека знаеш дека скоро сите театри во нашата земја и надвор од нашата земја ги отворија архивите, особено на почетокот од пандемијата, и почна прикажување на стари представи или на тековни представи. Дали успеа да погледнеш и како ги доживуваш како публика? Тоа беше супер. Првиот месец се случија многу убави ствари од тој поглед. И не само македонските театри, туку и светски познати европски театри ги пуштија своите представи онлайн, што беше екстра возбудливо. И не само театри, значи имаше, ми се чини, многу повеќе филмови. Јас немав телевизор тој период, меѓутоа знам дека скоро сите македонски филмови беа пуштени во етер, што е исто така одлично. И не само тоа, и книги имаше, мислам дека онлайн за читање for free, имаше и уште има онлайн курсеви кои беа без пари, на кои јас се запишав. Сето тоа беше супер, затоа што тогаш сваќаш дека колективот работи за поединецот и обратно. И дека поединецот работи за колективот. И тоа е таа солидарност за која треба ние и понатаму да размислуваме. Ми се допадна што и наши театарски представи ги пуштија на онлайн, да се гледаат на YouTube, а не знам на телевизија дали имало. Од проста причина што кај нас, за жал, многу е чест случајот представа да умре многу брзо. Што мислам под тоа, да умре представа, односно да не доживее многу изведби, да има, да речеме, само 10 на 15, 20 изведби и представата да не се дава повеќе. Тоа е супер потсетник дека таа представа постоела и дека треба да се види. И зошто да не? Тоа дури јас би го правела и во време на не пандемија, некои стари представи кои воопшто веќе нема ни можност да се изведат во театар во живо, да се пуштат на телевизија или онлайн. Порано така и се правело, ми се чини дека скоро секоја представа која се играла се пуштала и на телевизија. Тоа ми се допадна многу. Не знам дали имаше представи кои се тековни, кои се уште живи. Тоа можеби не беше во ред затоа што сепак театарот во Македонија не е баш една од најпосетените културни институции. Па така мислам дека не беше баш фино да се пуштат тековните представи затоа што народот ќе има можност да ги види на телевизија или на компјутер и нема повторно да дојде во театар да ја гледа представата. А наспроти ова онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо, како ги доживеа проектите кои што се создадоа во изминатиот период, при тоа почитувајќи ги нели сите оние протоколи за однесување? Зборувам, еве, како примери од нашава земја, ги издвојувам тој и таа во Велешкиот театар, интернет перформансот во режија на Дејан Дамјановски, или пак Илузии во режија на Нела Витошевиќ во продукција на Wonderland Theater, како и многу други од другите земји кои што всушност се создадоа буквално секој од актерите изолиран во својот простор, при тоа сето тоа реализирано преку овие интернет платформи или преку различни снимања, прикажувано повторно на интернет платформи и слично. Како ги доживеа овие проекти? Дали успеа да погледнеш некој од нив? Се разбира, мислам, тоа е задолжително. Апсолутно е задолжително во ова време некој што ќе се осмели на таков подвиг, не можеш да го изигнорираш или па напротив да го кудиш. Затоа што ова е едно неутрално време каде што секој уметник, секој негов обид е за
е не само за поздрав, туку и за пофалба. Затоа што условите во кои се креира ги знаеме, дома, сам, евентуално ако треба се најдеме, тоа ќе биде со маски на дистанција и така натаму, што е целосно се коси со целиот концепт на театар. Ги гледав и двата проекти, онлайн проекти, и искрено едва и чекав да ги гледам, затоа што се изнагледав секакви светски проекти од... Најчесто гледав танц, затоа што не знам како танчерите успеаат дома да направат представи. Со нетрпение ги чекав, затоа што прво ја знам потребата која е да се направи нешто во ова време. Ја знам таа затапеност дома чекајќи нешто да ти се случи, а знаеш дека ништо не се случува. И се собрале неколку луѓе и решиле да кажат што имаат да кажат во тоа време и најдобро што можат да се снајдат со тоа што го имаат или што го немаат и да направат едно дело кое сепак е многу гледливо и не само што е гледливо, него и префрлува емоција. А сепак не е ни во живо, туку е снимана представа. Сега зборам за илузии, затоа што тој и таа е некаков друг формат на онлайн перформанс, не знам како да го наречам. Интернет перформанс, да. Серијал, да. И тоа е исто така еден показател дека сепак работите можат да се случуваат ако сакаме да ги направиме. И треба веројатно само добрата екипа и истрагност. Затоа што прво, знаеш, додека ја гледав прв пат илузии, бев кај сега да видам, да почувствувам што се случило. И после неминовно е да почнеш да размислуваш како ова го направиле. И знаеш, цел имаш едно доживување на не знам како да ви кажам, како нешто ново што се случува во светот, како нешто невидено, а сепак видено. И се случува, и ти го доживуваш, и е супер. И тоа е сосема успешно. И целата таа монтажа која налик личи многу наивна и демеќе ефтино направена, уствари сваќаш па како инаку би го направиле. Че ова е најдоброто што можеме да го направиме и супер е. И што ако понатаму така ќе продолжиме сите да се изразуваме? Сите да го имаме тој израз. Мислам, можеме да замислиме какви ќе стануваат тие интернет представи во иднина. Какви можности ни нудат да правиме. И затоа е многу важно да се види оваа представа и интернет проектот, серијалот, тој и таа, затоа што тоа е еден темел врз кој треба понатаму да се доразмислува, да се докреирува и ние како луѓе кои сакаме да креираме, да земаме пример од тој само да го надградуваме. И многу се радувам што толку брзо ги направија тие проекти. Значи не се чекаше месец, 2, 3, 4, 5, него кога беа случувањата низ целиот свет и овде се случи, тоа ми е посебно драго. Што е уште еден показател дека ние не сме успани како што мислиме дека сме успани и дека сме мрзливи како што мислиме дека сме мрзливи. Само едноставно сме малку народ и тие луѓе кои ги креираат тие ствари се малце поретки, затоа што сме малку. Кои се твоите планови како театарска актерка во идниот период, доколку оваа ситуација хипотетички продолжи вака? Пред да ми одговориш на ова прашање, би сакала да напоменам дека во моментов ти беше активна всушност како актерка, но повеќе како актерка пред камерите. Беше дел од серијалот, телевизиската серија Преспав, и претпоставам во моментов веќе снимаше и за 5 плюс фамилија Петко. Така што ме интересира како, и тоа во екот на пандемијата ја снимите Преспав, кои беа протоколите за снимањето, како се, таму сте сите во ист простор, значи не се случува во онлайн просторот, не се случува на сајбер просторот, кои беа протоколите за снимање, како се штитевте вие вашето здравје во текот на снимањето, и дали може би тие протоколи може да се искористат за театарски представи? Повикот за да снимам во Преспав една водневна епизода го доживеав многу возбудливо и како предизвик, баш поради тоа што нели ми се работеше
и вложив толку многу енергија, внимание и љубов во, да речеме, во еден така мал лик или една кратка епизода, што ме потсети на тоа колку треба со внимание и со љубов да се работи секој проект што ќе дојде. Затоа што со текот на времето ние почнуваме дури да одбираме какви проекти работиме, затоа што нели сме постигнале нешто, сме стигнале до некаде, сме имале можност да работиме големи проекти. И со текот на времето веројатно некои што на нас ни се чинат мали работи, не им посветуваме внимание. И многу беше фино тоа што ми се случи, затоа што сватив, се вратив неколку години наназад, кога бев студент, кога завршував, кога секој повик ми беше повеќе од драгоцен, да работам, да се затворам дома, да истражувам и така натаму. И беше интересен целиот процес, затоа што пробата беше онлайн. Мене до сега за снимање ми се нема случајно да имам онлайн проба. И тоа беше фино, интересно, забавно, се смеевме, отидовме на сет, ги почитувавме сите протоколи, значи и носевме маски, нон-стоп ги дезинфициравме рацете, секој од секого држеше дистанца, немаше никаков контакт со ни еден од колега или со режисер кога ти се обраќа и така натаму. Многу малку луѓе прво имаше на сет, екипата зад камерите беше преполовена, што тоа за некои луѓе не е баш најдобро за тие луѓе кои го работат тоа, а најверојатно во иднина така ќе се работи со што е можно помалку луѓе, ради овие причини. Знаеш како, многу беше чудно тоа што одиш на работа некаде, работиш со тие луѓе, драго ти е што ги гледаш, а во исто време ти представуваат некаква закана, дека е можна закана спрема тебе. И некако ние сите имавме љубов таму, имавме разбирање, се и цело време имаше некоја дистанца што беше супер откачено. Маските не ги носевме само кога снимавме. На секој стоп, на секоја нова проба мораш да имаш маска, да дезинфицираш раце, да држиш дистанца и така натаму и така натаму. Така да не знам, тоа е изводливо. Снимањето е и те како изводливо во ова време, а за театар, не знам, театарот е, може би затоа уште повеќе го сакам, пошто не можеш да го излажеш туку така, не можеш да замаскираш некои работи туку така. Едноставно мора да се деси во живо со контакти, не знам, без заштита. Меѓутоа може и тоа да се случи, се разбира да се преполови публиката. Ние актерите ќе бидеме изложени, како и да е. Не можеш да се тестираш пред секоја проба или пред секоја изведба, затоа што едното идење до продавница да си купиш сок, вода или цигари, ти веќе си изложен на вирусот. Меѓутоа, може, например, да се постигне со тоа што ќе се работат дуодрами или представи со помалку актери, монодрами. Може време да настапи физичкиот театар, да биде малце поактивен во нашата држава, затоа што тоа сепак е пак некоја постерилна форма на изразување и не е толку вербално изразувањето колку што е физичко изразувањето, што е пак може да значи некоја заштита и не толку голема изложеност. Театарот може да функционира и тој ќе функционира. Само треба вистински да се седне и некој да размисли како... Пошто мислам дека ние актерите сме спремни. Ние сме спремни да ни кажеш играј во скафандер, играј со визир, играј со грб спрема публика. Ние ќе се снајдеме затоа што тоа е предизвикот. Меѓутоа има некои луѓе, за жал, што уште тапкаат во место и нема донесено никаков протокол или некаков урник по кој треба да се работи и така натаму и така натаму. Помакар тоа да биде и тргање на сите масовни представи кои се во театар и ставање на нови представи кои се дуодрами, монодрами со тројца актери и така натаму. Сепак има начин. Али начинот не е да се мирува, да се тапка во место и да се чека нешто да се случи. Тоа не е начинот во никој случај.
Која е улогата, значењето, местото, функцијата на театарот во нашето општество во овие услови? Еве, споменавме некои луѓе кои ги дава значењето, улогата, кој го означува местото, кој одредува функцијата на театарот во едно општество. Јас по себе ова пак мислам дека претходно го спомнав и за жал така ми се причини дека местото и вредноста на театарот во ова време е никаде. И дека ми простат тие што мислат обратно и дека можеби ќе се навредат од тоа, но сепак и јас сум дел од театарот и јас го гледам тоа. Има многу причини зашто го мислам тоа. Например, и се појави некој донираше пари, некоја голема фирма донираше пари и купи неколку карти за Македонскиот народен театар. Супер, браво, тоа е за поздрав. Меѓутоа, луѓето кои работат во тој театар, не знам зошто, не направиле ништо во текот на пандемијата. Значи, очигледно тие луѓе седеле дома и ја земале таа плата. Не се за обвинување ниту актерите, ниту режисерите. Можно е и се надевам дека имало некој човек кој потегнал некаква иницијатива да се случи нешто, но сепак тој што бил одговорен и тој што ги испроведува протоколите, се внимава да не се зарази од вирусот или сепак ќути затоа што може ќе биде сменет од позиција и така натаму можеби ќе навреди некој што е повисоко од него. Тие луѓе сепак земаа плата, седеа дома и така натаму. И на тие луѓе пак им се донираше пари и пак некој купил, не знам, 300-400 карти за тоа што тој театар наводно претрпел штета. Што правиме со независните театри? Што правиме со луѓето кои што не земаат плата, кои така одлучили или така моменталната состојба во државата ги донела да не земаат никакви месечни приходи, приливи од државата, односно да не се вработени и работат независно, снимаат филмови само или така натаму или слично. Што правиме со тие луѓе? Зошто некој не донира таму? Зошто некој не се најде да им каже на тие големи фирми, дечки овде имате, не знам, го имате ова здружение, ги имате Артопија, ги имате Wonderland Theater, ги имате Пресврт, и еден куп други независни театри, театарски здруженија, културни здруженија и слично. Зошто некој не откупи таму 300 карти? Зошто не откупи некој таму 100 карти? Зошто повторно државниот сектор некој се меша? Немам ништо против Македонскиот театар, напротив, тој е национален театар. Меѓутоа, некако погрешно се насочуваат тие финансии, погрешно се насочува вниманието. Тие луѓе се окей, тие луѓе зимаат плата, на тие луѓе не им ја скратија платата. Можеби театарот како театар претрпел штета финансиска, но сепак помала е отколку оние кои што се од независниот сектор. Што мислиш, како би се справиле со цела во оваа ситуација кога би се нашле во 21 век со сите технички можности, со сите технички дистракции, големите театарски уметници од минатото, кои влијаеле во твојот развој како театарски уметник? Како мислиш, не го сватив прашањето? Како би се справиле кога би се нашле големите театарски имиња од минатото, кои што влијаеле на твојот развој како актер, како тие би се справиле со сево ова што сега се случува околу нас во 21 век, со сите технички можности, со сите технички дистракции во екот на пандемијава? Веројатно, како што, не знам, веројатно затоа станале големи со текот на времето, затоа што во секоја пречка наоѓале можност и сигурна сум дека и во денешно време ќе имале некои гениални дела. Ова беше последното прашање до тебе, Наталија, но ти оставам простор доколку сметаш дека моите прашања не ги опфатија сите твои размислувања и ставови за театарот во време на пандемија, слободно да го заокружиш овој разговор со се што сметаш дека е соодветно, или да испратиш една порака до постпандемската театарска актерка, ако чувствуваш потреба за тоа. Не знам каква порака да ја пратам на постпандемската актерка Наталија.
затоа што секојдневно и некои и размислувам и ми се менуваат ставови. Меѓутоа би сакала да додадам една работа која можеби ја начнав во претходните одговори. Меѓутоа, до луѓето кои се одговорни, луѓето кои се оние кои што го управуваат тој семафор на зелено, црвено, жолто, кога треба да се работи, кога не, кој треба да работи, кој не треба да работи, така натаму. Да не ги занемаруваат театарџиите или уметниците од независниот сектор. Сепак, во поголемиот случај, тие луѓе биле оние кои што го носеле прогресот во секторот, дадениот сектор, затоа што тие луѓе се оние кои што секојдневно наоѓаат начини, не финансиски како да преживеат, него тоа се љубопитни луѓе и воајери кои ги наоѓаат оние дупки скриени и од тие дупки како може да се осветли една цела просторија. Да не ги занемаруваат во ова време, затоа што многу работа ќе им завршат во нивните државни институции, и кога ќе заврши целото ова, да им посветат малку повеќе внимание, затоа што неколку месеци немале никакви приливи или биле тие мали приливи на средства, па да така да им дозволат малку повеќе да се изразуваат, да ги играат малку повеќе во нивните институции, и ете тоа. Да им се отвори малце простор повеќе на оние кои се во независниот сектор. Благодарам многу, Наталија, што се надевам дека овој разговор ќе инспирира, мотивира и прехорува. Благодарам. Ако има нешто за инспирирање во разговорот, супер би било. Ти посакувам убав ден. И јас на тебе, Џаџе, фала ти уште еднаш за поканата и се гледаме во ова време, не време, во живо се надевам. Искрено се надевам. Чао, фала ти.